на денешна координација се формира интерпартијска парламентарна група за интеграција и помирување, при што се определи форматот на составот на таа група. Форматот е, значи, учествуваат подпредседателите на собранието, координаторите на пратеничките групи или по потреба замениците нивни, пратениците кои не се организирани во пратеничка група и определен број пратеници од поголемите пратенички групи, кои што се остави на наредната седница што ќе има телот, односно групата, да се определи кој број пратеници ќе биде од составот, значи, на поголемите пратенички групи СДСМ и ВМРО ДПМН коалицијата. Како и на секоја координација, исто така, значи, не учествува во работата координаторот на пратеничката група ВМРО ДПМН и коалицијата, Никола Мицевски. Он тоа и го најави и претходно, но тоа не е пречка да се формира групата која што се оформи. За мандатот, односно за содржината, за методологијата на работа, групата по одржување на нивната прва редовна седница се обредели и тоа поединости ќе ги даваат копредседавачите. Значи, определени се двајца копредседавачи, Ременска и Емилија Александрова, се двајцата кои што ќе копредседаваат со групата и понатаму, значи, нивна е надлежност да ја свикуваат групата, да дебатираат по оно што ќе биде предмет на дебата. По неја дека не прифатив и нема никаква пречка и мислам и лично сметам дека е подобро да не сум бил јас да раководам тоа група, имајќи предвид дека во определени ситуации би дошло во мешање на надлежностите и некогаш треба да делувам како пратеник, некогаш треба да делувам како председател и во секој случај, значи, како председател на собранието не би било соодветно да го водим тоа тело интерпартиско, кое што ја сочинуваат пратениците, кои што би требало да бидат послободни и ослободени од надлежностите мои. Председателе, за какво помирување се работи? Може ли да ни кажете што е суштината на оваа сега за група? какво? Што е тоа помирување? Сега за суштината ја не можам да ви кажам. Идеаторот е групата која што произлезе од ВМРО ДПМН. Идејата на наредна седница која ќе разговара за содржината на целта на формирањето, веројатно ќе кажат таму и ќе биде посоодветно. Ја не може да кажувам сега хипотетички која би била идејата и што. Помирување е, според мене, сега треба да седнат и да си согледуваат сите оние работи што се случувале, да не се повторуваат, да водат сметка за вокабуларот, да нема, барем во контекстот на оно што рефлексијата од тука секако излегува и се рефлектира и кај граѓаните и во тој контекст има доста теми, тие се слободни да отворат сите теми, затоа се и политички партии и представници.